Станува збор значи за втор ребаланс, кој што на веќе ребалансиран буџет на Република Македонија, кој што е со една единствена цел да се пренаменат средства, односно да се обезбедат парични средства за оние наши граѓани од Република Македонија кои што доживеа вистински терор во поплавите од 6 август во Скопско и во Тетовско, и врз основа на тоа владата испадна со неизин концепт за начинот на кој што планира да бидат извршени, односно реализирани тие пренамена да биде реализирана таа пренамена на средства, која што на крајот треба да заврши со колку што е можно побрзо обештетување и колку што е можно поправедно обештетување. Човечки е, христијански е да кога имате вакви непланирани состојби, елементарни непогоди на територијата на Република Македонија, да се обидете да дадете колку што е можно максимално позитивен придонес, со оглед на тоа дека никој не сака да се случи оваа состојба, нити пак државата планирала дека нешто од овој тип може да и се случи. Но концептот на СДСМ и на опозицијата со концептот на ВМРО-ДПМН кој што беше понуден заедно со нивната коалиција се разликува исклучиво во делот на она што значи обезбедување или реалокација на финансиски средства од постојниот ребалансиран буџет на Република Македонија со новите ставки кои што они ги предлагаат за овој ребаланс. И тука веројатно концепцијски се разликуваме. ВМРО-ДПМН е согласно оние документи кои што ни беа пратени во преку собраниските служби се повикува, односно Министерството за финансии поточно, се повикува дека согласно членот 33 од Законот за буџети, она има можност и обврска да направи прераспределба од буџетските корисници на сума од 5 милиони евра, а останатите пари се обидува да ги обезбеди преку дополнително зголемување на буџетскиот дефицит. Таа политика, веднаш од старт, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, економскиот тим, но и дел од пратениците од СДСМ апсолутно ја негираше или во некој начин ја оспори, бидејќи цениме и сме убедени во тоа дека во овој момент Република Македонија има можност, односно буџетот е спремен да обезбеди доволно финансиски средства кои што ќе значат брзо и праведно обештетување на граѓаните на Република Македонија кои што ја доживеа несреќата и имат и уништени домови и уништени имоти, а при тоа да не се посегне по ново зголемување на буџетскиот дефицит, односно да не се посегне по нови задолжувања кои што повторно ќе бидат исклучиво на терет на граѓаните и на фирмите во Република Македонија. Од тој аспект, бидејќи владата определила преку проверките на терен и преку одењето гледајќи ги состојбите во местата кои што беа погодени од поплавите, проценила дека 40 милиони евра, односно 36 милиони евра, се сосема доволни за да на некој начин изврши санација или реконструкција на она што е уништено кај повеќе од 5000 семејства во Скопскиот и во Тетовскиот регион. Меѓутоа, го спориме моментот кој што владата сака да го направи, би рекол, со овој маневар кој што го прави со ребалансот на буџетот, бидејќи мислиме дека ребалансот на буџетот во никој случај не треба да биде основа за да се даде шанса за нови зголемени расходи, ако при тоа елементарните потреби на граѓаните кои што ги имаат во овој момент во Скопскиот и во Тетовскиот регион не ги обезбедат од пари кои што се директно во буџетот. И тоа веќе дел од колегите економисти го укажаа дека не е возможно владата да побара и тоа да се прави со фанфари и да се објаснува дека има потреба од 450 милиони евро врзница, а за 40 милиони евра кои што се штети процените исто од самите институции, да се посегне кон методот на ново зголемување на буџетскиот дефицит. Патем кажано, и тоа не е прв пат, првичната проекција на буџетскиот дефицит за оваа година беше планирана 3,2%, со ребалансот отиде на 3,6%, за да сега биде 4% од бруто домашниот производ. Во таа насока мислиме дека во бројки изразено тие 4% представуваат речиси 376 милиони евра.
Ако на тие 376 милиони евра се стават и сите отплати на кредити, кои што оваа година треба владата да ги прави како тековна година, тогаш ќе се соберат вкупно 720, фантастични 725 милиони евра задолжување, кои што се направени. Од тој аспект се поставува прашањето дали Република Македонија, контурите економски кои што ги има државата, има можност да ги обезбеди и да ги врати овие пари. Уште повеќе, ако со овој ребаланс се покажува и тоа дека владата од она што го зацртала како, би рекол, мегаломанска политика во делот на јакнење на, како што они го нарекуваат, културниот идентитет, преку нови градби во делот на спомениците, не сака да се откаже, а при тоа сака единствено да го задржи големото трошење, кое што го има. И денес сите знаат дека по 3 клучни основи владата може да и биде дефинирана економската политика на следен начин. Дека таа во исто време зголемено троши, минимално штеди и во исто време енормно се задолжува. Таквата економска политика апсолутно не кореспондира и врз основа на тоа, веројатно за тоа и владата веќе втор пат прави и ребаланс. Меѓутоа, бидејќи станува збор за сума од 40 милиони евра, СДСМ е убеден затоа и тоа преку амандманите цениме дека е добро владата сериозно да ги разгледа и барем делумно, ако не сака целосно, да испадне во пресред и пред граѓаните да покажеме дека за вакви состојби и за вакви прашања навистина имаме заеднички јазик. Односно, можеме да најдеме тема на која што навистина и СДСМ и ВМРО и сите останати можат да се согласат дека треба да се интервенира брзо и праведно и на некој начин да не се оптеретува дополнително граѓанинот и правните лица со нови задолжувања. Врз основа на тоа 11 амандмана кои што се поднесени од страна на опозицијата во никој случај не ја загрозуваат, би рекол, финансиската или економската стабилност на Република Македонија, бидејќи станува збор за финансиски кратења исклучиво, она што СДСМ го вели, од непродуктивни трошења кои што треба да се случат во идниот период или кои што дел веќе се во тек. И токму од тој аспект мислиме дека треба да има и владата и министерството разбирање, бидејќи граѓаните имаат потреба од брза интервенција и од праведна интервенција. Праведна интервенција која велам, мислам пред се на тоа сите да бидат до максимум обештетени, тоа да биде брзо, без при тоа да има било какво стопирање на тој процес во делот на временскиот период. Бидејќи знаеме дека и со авансната помош имаше проблем и тие 500 евра кои што беа ветени од владата, тешко одеше тој начин на исплата, односно тешко одеше собирањето таксативно на сите фамилии кои што има веќе пријавено штета со невремето кое што се случи. Со други зборови, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија мисли дека луксузирањето кое што го прави владата треба да прекине. Барем во овој период, и ако смета дека навистина дел од проектите веќе беа споменати, ќе ги повторам јас, делот врзан со инвестирањето кое што го прави Елем преку Рајскиот парк, тука е панорамско дело, цениме дека вие веројатно како власт, парламентарно мнозинство ќе речете дека тоа е веќе промашена тема заради тоа што тоа е веќе во тек. Меѓутоа, мислам дека владата има механизам, има шанса, се она што ќе процени дека е од државен интерес, да го стопира, да го блокира и да почне нова постапка. А ако се создадат услови, пример после 11 декември, ако останат непроменети состојбите, тогаш нека продолжи со реализацијата на она што го зацртала. Но во овој момент апсолутно тие проекти не носат никаков бенефит за оние граѓани кои што трпат директна штета. И сега замислите да биде па иронијата поголема, Рајскиот парк таму како инвеститор се јавува Елем. Сега се поставува прашањето, ако Елем покажува на својата сметка суфицит и ако е спремен Елем да инвестира 15 милиони евра во проект кој што би требало да донесе за туризмот и за Скопје повеќе пари, тогаш се поставува прашањето зошто 10 години никој од економскиот тим на ВМРО-ДПМН не се обиди, ако навистина имаше пари, да ги пренасочи тие пари во енергетски објекти. Има нула инвестиции во енергетиката, а при тоа Елем се разбира, освен оние за интерес, кога е во прашање продажбата и купувањето на струјата, тука знам дека има голем интерес од ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, кога станува збор за инвестиции во енергетиката, од типот на оние веќе проекти кои што беа неколку пати промовирани,
дали станува збор за Чебрен, Галиште, Вардарска долина или сите останати, таму не видовме посериозен исчекор или одење нанапред. Туку напротив ретроградни процеси. А во овој момент, кога има граѓанинот потреба директно од ефикасна, брза, транспарентна постапка за да им се обештетат сите оние, би рекол, за да се обештети штетата која што е направена со текот на поплавите, тогаш имаме затајување и кочење од страна на институциите. Односно, спор процес во кој што владата напротив треба да реагира брзо. И токму од тој аспект мислиме дека овој ребаланс кој што го предлага владата во овој момент треба да биде видоизменет. Бидејќи и вкупната економска состојба, меѓутоа и она што го предлага владеачкото мнозинство, не соодветствува со она што го бара граѓанинот на терен. Точно е тоа, еве како што гледате, се обидувам колку што е можно помалку да внесам политика во оваа дискусија, туку повеќе да се насочам и на она што дел од колегите го говореа претходните денови, а тоа е дека граѓанинот навистина има потреба од тоа сега во оваа ситуација кога се случило тоа, институциите да реагираат колку што е можно побрзо и во интерес на реализација на она што е договорено. Ништо повеќе од тоа. И токму од тој аспект цениме дека во овој момент фрлањето пари или пренасочувањето на пари во проекти кои што на краток или на долг рок не значат ништо за поплавените региони, апсолутно го третираме како штетна политика и политика која што во секој момент треба да биде преиначена или на некој начин треба да биде сериозно ревидирана. Тука не е само, би рекол, ако тргнеме економски да ги гледаме можностите од каде се може владата да обезбеди пари, точно ќе видиме дека ако се тргне на страна дел од сумата од 20 милиони евра наменета за бегалската криза од четвртата евроврзница, плюс парите од паркот во аеродром, плюс парите од панорамското тркало, ете ги парите кои што во овој момент владата ги определила, односно институциите, дека се потребни за санирање на штетите во Скопско и во Тетовско. И сега не се оди кон тоа, туку се оди на повторно зголемување на расходите, повторно зголемувањето на патните и дневните расходи, превремените вработувања, а да не говорам за пари кои што воопшто ги нема во овие ставки кои што ги гледаме во буџетот, кои што би требало да бидат наменети за водоводи и канализации, на пример за општините. Таквата цела една ситуација говори за начинот на кој што и ВМРО-ДПМН ја сваќа во овој момент политиката. Веројатно, можеби и заради тоа што се ближат избори. Па повторно владата сака да обезбеди дополнителен извор на финансирање кој што потоа би го искористила за некоја идна евентуална изборна корупција, како што беше тоа и до сега. Наместо таквиот начин на однесување, СДСМ ги предложи 11 амандмана кои што треба на некој начин да обезбедат санирање на штетите и барем делумно да се испадне во пресред на оние граѓани кои што минуваат низ таа драма, низ тој хорор сите овие денови од 6 август па наваму. Од тој аспект, колеги пратеници, мислам дека ќе се согласиме дека запирањето, блокирањето, бидејќи во правото има еден термин, се вика супрематија. Надмоќта, моќта на државата над се друго е апсолутно неприкосновена. И владата, ако има политичка волја и сенс, ќе се откаже од овие пари. Нема дополнително да го зголемува буџетскиот дефицит. Бидејќи дефинитивно серија на економски експерти и луѓе, тоа не го кажувам јас, тоа го кажуваат луѓе кои што со години се занимаваат со оваа проблематика, дека нема да застане тука буџетскиот дефицит. А дека на Македонија не само Европската комисија, серија на релевантни економски институти предвидуваат дека не смее да го надминува буџетскиот дефицит повеќе од 3%. Напротив, стварањето на нови дубиози внатре може само да ја зголемат, велам внатре, мислам на буџетот, може да ја зголемат и онака економската, јасно изразената економска нестабилност која што е присутна на тлото на Република Македонија. И од тој аспект предлагаме владата да го скрати својот луксус, барем во овој момент, а ако процени и ако добие мандат на следните избори дека навистина ово што го наумила треба да го прави, тогаш може да продолжи тоа да го прави. Јас се сомневам дека во овој момент граѓаните имаат потреба од овие проекти кои што владата се обидува да ги протне на мала врата. Дефинитивно, а тоа не се малку пари за Република Македонија.
Да е тоа некоја ситна сума, тогаш можеби и нема да реагира опозицијата на овој начин како што реагира. Од тој аспект, затоа и 27 милиони евра се обидуваме преку амандманите да обезбедиме со цел да се намали буџетскиот дефицит, а при тоа да не се присегне кон моделот, односно кон моментот на нови задолжувања. И само ќе спомнам еве дел од амандманите кои што веќе беа кажани од колегите, а кои што се однесуваат на тоа од кои ставки, односно од кои позиции Социјалдемократскиот сојуз смета дека треба да бидат повлечени парите. Например, од службата за општи и заеднички работи, од ставката реконструкција и изградба на административни згради на државни органи, СДСМ предлага да се земат 10 милиони евра. Сметаме дека изградбата на барокни фасади или реконструкцијата на зградите на државните органи во барок и редењето на статуи во овој момент не може да биде приоритет. Вториот момент од каде што сметаме дека владата може да направи кратење и економска рационализација на средствата се однесува на Агенцијата за странски инвестиции, односно ставката која што се однесува на економски маркетинг, каде што предлагаме да се скратат 80 милиони денари или 1,3 милиони евра. Исто така од Министерството за транспорт и врски, парите кои што владата ги има замислено дека треба да се дадат за плажи. Во овој момент јасно е дека не може тоа да биде поголем приоритет од она што им се случува на граѓаните во Скопскиот и во Тетовскиот регион. И цениме дека од тој аспект нема потреба да се зголеми дефицитот без да се земат нови кредити и без да ја задолжуваме Република Македонија, а при тоа има можност да испадне владата во пресрет на граѓани и да ги обештети. Од тој аспект, мислам дека ако сериозно размисли и Министерството за финансии, меѓутоа и пратениците од ВМРО-ДПМН, ќе сватат дека овие амандмани се апсолутно во насока на реализирање на она што заеднички го бараме. Значи и опозицијата и власта нема проблем во делот на она што кажа обештетување. Тоа треба да се случи, дефинитивно. Граѓаните тоа го чекаат и инсистираат тоа да биде час поскоро. Меѓутоа, согласно законските процедури, ако седницата не е 19, пред тоа веројатно не е возможно тоа да се случи. И токму од тој аспект и мислам дека има време се уште и сега кога ќе почне по завршувањето на општата расправа дискусијата за амандманите, повикувам уште еднаш владата сериозно да размисли и да ги разгледа амандманите поднесени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и од опозицијата и врз основа на тоа да даде еден посебен стимул, барем за вакви прашања да покажеме дека имаме единство. За останатите политички теми сигурно дека разликите се непремостливи. Меѓутоа, за овие моменти и СДСМ и ВМРО според мене треба да бидат единствени. Заедно со сите парламентарни партии, бидејќи ова не е момент во кој што владата може да поентира со тоа што ќе продолжи со буџетските расходи, да ги носи во насока како што тоа го правела до сега. Тоа дефинитивно нема да донесе никаков резултат. Нити пак ќе даде некаква корис за оние граѓани кои што бараат хитна помош. И токму од тој аспект, еве како што ветив дека ќе бидам консеквентен, имајќи во предвид дека и многу касниме, мислам дека амандманите и она што го прави Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во изминатиот период преку оваа расправа оди во насока на тоа да покажеме економско рацио. Рационалност во оние моменти кога навистина и државата, меѓутоа и граѓаните го бараат тоа од нивните избрани представници во парламентот. И токму од тој аспект уште еднаш ќе повикам да се погледнат добро амандманите на Социјалдемократскиот сојуз и барем делумно, ако е во можност Министерството да ги прифати, бидејќи на тој начин дефинитивно излегуваме во пресрет на она што значат барања на граѓаните. Се друго, секоја друга расправа ќе биде чиста гола политичка реторика, која што нема во никој случај да им помогне на сите оние кои што доживеа несреќа и во делот на своите имоти и во делот на своите домови на 6 август оваа година. Благодарам.